Вкупно 57 матуранти не ја положиле државната матура во Штип. Од вкупниот број 4 матуранти не го положиле испитот по македонски јазик, додека останатите 53 не положиле англиски јазик. Како што вели Снежана Санева, раководителот на секторот образование и јавни дејности при општина Штип, повеќе од 400 матуранти положиле македонски јазик, 337 матуранти англиски јазик. Сите пријавени 21 матурант по математика и 2 по германски јазик ги положиле испитите. Санева констатира дека најголем интерес сепак постои најмногу за јазик. Матура полага повеќе од 400 ученика, со тоа што по македонски јазик полагаа вкупно 411 ученици, од нив 407 положиле, тоа значи само 4 ученика не го положиле испитот по македонски јазик. По предметот англиски јазик, како втор задолжителен предмет од некој од јазиците, полагале вкупно 390 ученици, меѓутоа положиле 337 ученика, тоа значи дека 53 не го положиле испитот по англиски јазик. Математика имаме пријавено само 21 ученик кои полагале и сите 21 го положиле испитот, и германски јазик има 2 пријавени ученици и 2 го положиле испитот по германски јазик. Од ова можеме да констатираме дека сепак најголем интерес постои за јазик, додека природните науки, односно математиката, е малку можеби потешка за учениците и затоа бројот на ученици кои што пријавиле математика е помал. Санева тврди дека годинава за време на испитите немало никакви неправилности и дека истите поминале во најдобар ред. Во случај на еден положен испит, а друг не. Тогаш матурантот може да го пријави испитот во августовскиот испитен рок, додава таа. Годинава такви појави не се забележани, тоа значи дека испитот поминал во најдобар ред. Па може да се случи да има, да речеме, положен еден предмет, а еден предмет да не е положен. И во тој случај ученикот ќе може да се пријави во августовскиот испитен рок и да го полага тој предмет кој што не го положил, или ако не е пријавен во овој јунски испитен рок, ќе може да се пријави во августовскиот и да го полага повторно испитот на државна матура. Дали е државна матура или е државна стручна или е државна уметничка матура, како и да е. Како што подвлече раководителот на секторот образование и јавни дејности Санева, испитот на некој од државните матури ќе може повторно да се полага во следниот испитен рок.